Драги гледачи, добро утро. Денеска се наоѓаме во центарот на Скопје, на плоштадот. Имам чест и задоволство да разговарам со една од нашите најдобри, најмлади модни дизајнерки, Стефанија Насеска, која што и те како е актуелна и популарна во последниот период, бидејќи таа беше дел од модната ревија во Харбин во Кина и таа чест и задоволство ја има само неколку креатори од целиот свет, а ние затоа меѓу другото треба да бидеме горди на неа. Стефанија, добро утро и добре дојде во здраво Македонија. Добро утро и добро ве најдов. Како си? Дали се созема од сите оние импресии и впечатоци кои што ги имаш од Кина и ги донесе тука во Македонија? Успевам да ги средам впечатоците малку по малку. Помина скоро месец дена од моето учество, така да полека се враќам назад. Како беше во Кина? Едно искуство кое јас ни на крај памет не очекував да го имам. Никош не би ми текнало дека јас можеби некогаш би имала ревија во Кина. Меѓутоа, на моја радост, трудот ми се исплати сите овие 15 години уназад работа и бев поканита можеби на најголемиот моден настан во азискиот дел. Така, ги знаеме ревиите кои што се во Париз, во Њујорк, во Милано, но и самата кажа во едно интервју дека она што се случува во Кина допрва ќе станува уште поголемо, можеби едно од најголемите модни ревии кои што воопшто ќе се случуваат и се случуваат во светот, така што да се биде таму не е ништо случајно, како една круна на твојата 15 годишна кариера. Ајде малку повеќе за тоа како таму се организираше сето тоа, за разлика од оние ревии кои што ги знаеме во Европа. Организацијата е многу поразлична затоа што кинезите како организатори продукција се многу моќни и дисциплинирани, пред се како народ се дисциплинирани. Мене тоа најмногу ми остави впечаток. Апсолутно тајмингот запазен за секоја ревија, нема доцнење. Во позади сцена организацијата на фантастично ниво, секој дизајнер имаше свој посебен простор, соба позади каде што може да се спрема за ревијата. Моделите, професионални модели, имавме модели од Русија, имавме модели од Кина, значи имавме доста избор. И од аспект на продукција, страшно добра продукција, визуелни ефекти, светлечки ефекти, имаат огромна моќ. Јас на моје огромно задоволство имав чест да како режисер да го имам режисерот од Виетнам кој дојде до идеја дека кога јас ја раскажав мојата приказна и инспирацијата за мојата колекција, дојде до идеја стоби да го донесеме во Харбин. И се случи тоа. На сцена го имавме стоби со фотографии, со видеоматеријали, со видеопроекции, манекените и манекенките буквално газеа на подот по мозаикот од крстилницата. Ќе може тоа гледачите да го видат и преку фотографиите, секако од тоа што таму се случуваше. Љубовта кон Македонија, но и љубовта кон археологијата ја покажавте и нова ревија, но и ревијата која што претходно ја имавте тука во Македонија. Дали на некој начин и понатаму ќе продолжиш да ја спојуваш татковината со археологијата, една твоја неостварена љубов? Точно, археологијата ми е пасија, неостварена љубов, точно. Меѓутоа јас премногу си ја сакам својата држава, сум имала искуство да работам и во странство и моето искуство ми покажало дека што повеќе треба да си цениме она што е наше. И дека само така можеме да му се презентираме на светот во вистинското светло, затоа што на италијанците не можеме да му продаваме италијанска мода, меѓутоа можеме да му продадеме македонска мода со светски имплементирано во светските модни трендови. Во баш стоби. Стоби испадна случајно, повеќе размислував за мозаиците. Кој би бил најавтентичен, највпечатлив. Стоби е еден од нашите најпознати археолошки локалитети и токму поради тоа решив него да го работам. Ја имаме ние и Хераклеја, меѓутоа Стоби некако ми беше попримамлив за работа.
Што е она што го работиш сега, бидејќи ми спомена дека не мируваш, си започнала нешто што треба да се заврши. Што е тоа што ќе го видиме следно? Требаше да биде и овој фустан прикажан во Кина, меѓутоа поради тежината на изработката и тежината при транспорт не успеав да го однесам тој фустан. Се работи за мозаикот од крстилницата, го везам мозаикот од крстилницата и наскоро македонската публика ќе има можност да го види и реализиран. Каде, кога, нешто барем да откриеме? Во моментов немам никаква најава каде, преку фотосесија во секој случај, најбрзо би можела, затоа што имам уште неколку други нереализирани идеи, да ја дополнам колекцијата, најбрзо би требало оваа пролет на некој од модните настани во Македонија. Одлично, верувам дека оствари многу контакти во Кина со други креатори од други земји. Дали можеби ќе те видиме во некоја друга земја наскоро? Јас искрено се надевам дека тоа ќе го постигнам. Добив покани доста затоа што таму учествуваат и се гости, организатори на модни недели од секаде во светот. Добив доста покани, меѓу кои се би ги издвоила Лондон, Париз, Милано, Албанија исто така, иако не беа гости, ја забележале мојата колекција и ме поканија на модната недела кај нив. Меѓутоа, во моментов се уште правам планови каде прво би се прикажала, а секако би се прикажала некаде. Така е. Она што е добро, она што е убаво, она што е квалитетно, се препознава. Не само во нашата земја, туку и насекаде во светот. Јас верувам во тебе, верувам во твојата љубов и пасија и знам дека ќе те видиме во некоја друга земја, на некоја друга прекрасна ревија, како што беше во Кина. Ти благодарам премногу, Милена, и благодарам премногу на медиумите, затоа што добивам секогаш несебична поддршка од вас. И благодарам премногу на моите пријатели, кои исто така несебично ме поддржуваат, затоа што за нас, за македонците, посебно за малите уметници, секоја поддршка е многу битна, значи. Ќе се видиме секако за брзо. Секако ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам.